Поранешни функционери на СДСМ, но и актуелни пратеници и градоначалници, универзитетски професори, адвокати и граѓански активисти беа дел од трибината разговори за иднината во 12:05. Трибината која зад затворени врати се одржа во Скопски хотел ја модерираше поранешниот висок функционер на СДСМ Игор Ивановски, но поканата за присуство ја прифатија и пратеничките Славјанка Петровска и Моника Зајкова, градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митевски, но и поранешните високи функционери на СДСМ Андреј Петров, Гордан Георгиев и Емилијан Станковиќ. Времето на часовникот е символична порака дека веќе е доцна, но не смееме да дозволиме да стане предоцна за Македонија е пораката која ја испратија преку писмено соопштение. Затворениот карактер на трибината, како што информираат, била со цел учесниците да можат слободно да ги изнесат своите ставови, без нивните изјави да бидат јавно пренесени, а тие да не бидат искористени за дневно политички цели, за трибината да донесе искрена анализа на состојбите во државата и отворање простори за нови идеи. Сепак организаторите демантираат дека трибината е вовед во формирање на нова политичка партија која ќе и конкурира на СДСМ. Сите истражувања на јавното мнение укажуваат дека македонската политичка сцена нуди на едната страна силна владеачка партија и коалиција, а на другата страна смислено фрагментирана опозиција. Опозицијскиот простор не се пополнува со нови партии, туку со идеолошка и вредностна револуција. На Македонија е потребен нов општествен договор, како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени, стои во заклучоците од денешната трибина. Организаторите најавуваат дека ова е прва, но не и последна трибина. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.